Председателот на владата Никола Груевски заедно со директорот на Агенцијата за млади и спорт Лазар Поповски и градоначалникот на општина Зелениково Веле Груевски денеска пуштија во употреба тениско игралиште во село Решани, општина Зелениково. Градоначалникот на општина Зелениково Веле Груевски рече дека изградбата на новото тениско игралиште како дел од владиниот проект за изградба на нови 100 тениски игралишта е доказ за нивната посветеност за развојот на спортот. При тоа, како што рече, давајќи им предност на младите кои што сега можат да спортуваат и да го развиваат својот талент токму на територијата на општината. Меѓутоа, желбата и талентот не се доволни фактори за развој на спортот, доколку не се овозможат вакви соодветни услови. Општина Зелениково во соработка со владата на Република Македонија и Агенцијата за млади и спорт успешно го реализираше проектот за изградба на ова тениско игралиште, кој значително ќе ги подобри условите за спорт и рекреација во општината, а со тоа и условите за подобро здравје на граѓаните. Ќе го тргнува младите од современите поруци и ги насочува кон здравите навики во животот. На свеченото отварање на игралиштето свое обраќање имаше и председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски. Дозволете ми најнапред да ви го честитам 11 октомври, денот на народното восстание на македонскиот народ. Овој датум представува символ на македонскиот непокор и стремеж за слобода и обврска на сите нас е борбата на нашите предци да ја продолжиме сплотени и единствени во изградба на просперитетна и на европска Македонија. Вложувањето во спортот како предуслов за изградба на здрави индивидуи е само еден од начините на кои владата на Република Македонија работи за обезбедување на подобра сегашност и по-просперитетна иднина за граѓаните на Македонија. Игралиштето е изградено по најсовремени стандарди за вакви тениски игралишта, располага со осветлување, со пристапни патеки, со целосна инфраструктурна приклученост и со најсовремена подлога по сите стандарди на Светската тениска асоциација. И истото ќе биде ставено на располагање на учениците од основното училиште Марко Цепенков, како и на сите граѓани од општината. До сега од тениските игралишта во употреба се пуштени 31, а во изградба се уште 37 други, за кои се очекува да бидат готови до првиот квартал од следната година, со што ќе се стигне до бројката од 68 игралишта. Следното лето ќе бидат изградени уште 32 вакви игралишта, што конечно ќе се реализира проектот на владата за изградба на 100 тениски игралишта.